Gospodin Ogninovski, dobro jutro i dobro mi dođete na Makedonski koreni. Dobar den, dobro večer v Australiji. Dobar den naši Makedonci koji što živete na ovu godini v Australiji, tvorite i živete ubav život. Me pozdravujem od Makedonije, od Skopje Bitola. Me pozdravujem site Makedonci i drugi narodi i narodnosti koji što žive u Makedoniji, građani na Makedoniji. Prvo sakam na site v Makedoniji i v svetot, da mu čestitam denot na nezavisnost, včera to beše. No, za žal, Makedonija posle 32-3 godine je okupirana država. Okupirana od našite politički strukturi, SDS, DPMNE, DUI i nimnite poltronski privezuci. 32-3 години делата кажуваат дека овие структури политички и нивните злосторнички криминални банди ја окупирае, ја држат Македонија под робство, македонскиот народ и другите граѓани на Македонија, македонски граѓани, почнувајќи од криминалот, корупцијата, завршувајќи до животната средина, да не зборуваме економија, здравство, образование, инфраструктура, земјоделие, спорт, култура, све е тоа уништено и тониме. Продадовме све што може да се продава. Никој со сила не ги натера да го променат името, го промена името. Сега со Бугарија се договараат. Ова влада моментално, заедно SDS, ДУИ и со нивните полтронски привезоци, сакаат и ги продадат македонците во Бугарија, Грција и низ други држави. За жал не се борат за нив. Јас како председател на политичката партија Демократи, ние се бориме за сите македонци, не само во Македонија, се бориме во Бугарија, во Грција, Албанија, Србија, сегде да тие бидат признати. Значи, ние немаме проблем, во Србија се признаени, во Албанија ги признаваат, но се бориме за повеќе права, сегде кај што треба, а поготово Грција и Бугарија, каде што не ги признават дека постојат македонци. И мислам дека сме ние во една катастрофална политичка и економска ситуација денес, после 33 години, на место да бидиме горе, 100-200%, ние пропаднавме 500% и повеќе. Ние сме премногу зависни, затоа што криминални структури ги водат наши институции и нив ништо друго не ги интересира, пари, тендери, така да, за жал, одредени држави веќе имаат податоци за овие политички криминалци. Јас ги викам, бидејќи кај нас најопасна форма на криминал е политичкиот криминал, кој што мотивира, поддржува, поттикнува и го развива стопанскиот криминал, митото и корупцијата, така да на овие луѓе, тие што не представуваат и на меѓународната заедница, не можат ништо да направат. Ќе се јави некоја држава и ќе му каже: криминалец, имам на тебе податоци дека крадиш, пустошиш. Ај се овај договор потпиши, ај ова попушти. Значи, македонците, ние како македонци и македонските граѓани, сите граѓани на оваа држава, треба да се избориме прво за достоинството на Македонија. Достоинството на македонскиот народ и се разбира другите народи и народности, бидејќи ние можеме само така да живееме заеднички сите. И тоа ќе го направиме. Јас живеев 30 и нешто години во Америка, во Соединетите Амерички држави, во Лос Анџелос, се занимавав со производство на филмови, имав 2 компании, инаку исто сум дипломиран економиста, работев за мене и за некои мои поблиски, го помагав на берзата и ден денес работам, имам огромно познавање и искуство од Америка, како една држава може да се развие економски пред се. Бидејќи без економија не можеме да одиме напред, а исто како да се уништи овај политички, стопански криминал, митото и корупција. И тоа ќе го постигнеме со помош на народот. А видите, тој е човек манипулатор, доаѓа од криминална политичка партија СДС, така да
Јас не гледам ништо освен некои фоскули и глупости што ги кажува. Прво пред се треба да каже дека е ова Македонија, а не нашата држава, нашата татковина. Ние сме македонци, ќе си останеме македонци. Ова е Македонија, да се разбереме сите. Значи, дозволи ја името да се промени. Ние како демократи, секојаш велиме и велевме, кога пред 25-6 години почна договорот, преговорот околу промена на името, јас лично и како демократ и како човек, како македонец, не би седнал никогаш да преговарам за промена на име. Ако не се седнеше да се преговара, немаше името да биде променено. Секогаш кога се седнува на преговори мора некој компромис. Ова е еден страмен, идиотски компромис од нивна страна. Затоа викаме ние никогаш демократи, јас како Јорго Оменовски, и се разбира, прави македонци нема да седнат за промена на името. Името не се менува. Видете, 32 години во Македонија председатели, премиери, министри упатуваат порака. Но јас едно би кажал, нормално, ние сакаме светот да постои мир, сакаме да имаме респект помеѓу државите, помеѓу нациите, тоа како зборувам сега како македонец. Пораките се како пораки, да ви кажем искрено, тоа мене лично не ми значат ништо и јас барам дела. Дела што значи? Никој од светот нормално не може да не притиска нас да промениме име, историја, конкретен случај сега со Бугарија, да Бугарија лично да не признава и да не понижува со децении дека ние не сме македонци, сме вештачка творевина од 45-та, немаме јазик, немаме култура, све тоа било нивно. Историјата ни ја крадат, бугарската држава, бугарските иредентисти, политичари зборувам, народот бугарски си е во ред, македонскиот народ си е супер, така да воопшто не сум воодушевен со ниједна порака, бидејќи кога Јоре Иванов беше председател на Македонија, тој за жал си дозволе без да бидат осудени одредена група на криминалци и политичари да ги аболира. 46-7 од нив, во кој метнати тука, значи спомнав можда Груевски и други, значи не осудени уште, ајде ќе помириме. Неговата порака беше ние сите во Македонија, јас се сеќавам, почнавме да се буниме, после месец и пол-два повлече таа срамна одлука за аболиција. Тој го кажуваше, ајде да се помират помеѓу себе, да нема тензија. Кој да се помират? Овие две криминални политички партии, нивните криминални злосторнички банди, па тие цел живот соработуваат. Тоа е само фарса пред народ. Овој народ страда затоа што ние досега ни беше репрезентирано СДС, ДПМН, ДУИ и тие таму 60 полтронски партии. Една треба да знаеме. Делата го красе човекот и јас само така ги ценам луѓето. Не е многу едноставно. Тоа е стварно амнестија за сите криминалци, политички зборувам функционери, кои што биле досега на власт, кои што украдија билјарди долари, и тоа е точно затоа што тие го намалуваат законот за да можат и овие дела за застарата. Тоа имаме политички криминалци од сите политички структури, почнувајќи СДС, ДПМН, ДУИ и тие нивни коалициони партнери. И ова што го кажува председателот, тоа нема врска. Демек наводно останува конфискација. Епе сега јас ја опрашам председател, ако ти го намалуваш законот и тој може да застаре од тоа криминално дело на некој од овие политичари, после како ќе му конфискуваш, ако веќе не можеш да го бркаш. И второ, срамотно беше од, ајде, опозицијата, ДПМН да кажам, креираше некој кворум, ние, пак ќе кажам сега, ние демократи морам да потенцирам. Со толку пратеници, ние ќе му го срушевме собранието. Немаше да дозволиме да се одржи таа седница. Не е битно приказната европско знаменце. Се разбира, не треба да се користи тоа европско знаменце сегде. Ова е протнато, какво европско знаменце, какви бакрачи. Луѓе треба да се разбереме, треба да зборуваме реалност овде и вистината. Единствено што може да направиме, значи опозицијата требаше тоа да го направи, да најде начин да ова седница не може да се одржи, ако требаше ќе направи хаос, ако требаше све ќе употреби сите законски и незаконски, да кажам на некој начин,
моменти, а не ој да седне тамо и приказни кажуваат. Исти се сите тие, ова е договор на народот, помеѓу народот. Еве, јас слушам овие 2 дена, помеѓу народот се зборува дека ова е све договорено, да си помини така. Вие ќе го помините, ние ќе изигруваме као некоја опозиција, ќе излеземе таму со некои пратеници по 5 минути и ќе тресиме глупости и ќе го обидуваме народот дека сме ние тоа. Овие се менуваат, да се кажем искрено, 33 години, нивните злодела се на виделина, така да ние како луѓе, како народ пред се и демократи, не веруваме во овие циркузанти и треба еднаш за секојаш да ги турнеме од власт. Значи, јас кажав, не требаше да седат тамо. Ако веќе седе, требаше да ја прекинат седницата. Има начин како се прекинува седницата, да не можеше да се изгласа, а не со приказни да кажуват. И ние знаеме кој е Дафина. Дафина доаѓа од криминална политичка партија, тоа се вика ДПМН. Господин Англески, вие повторно со квалификувања за кои немате докази. Јас имам докази дека политичката партија покажете, ДПМН е криминал. Ние ќе ги пренесеме. Еве, Груевски е осуден. Направено криминал. Извини, не зборам дека таа има направено криминал. Значи, не ми вметнуваме во уста. Кажувам за политичката партија ДПМН дека е криминална. Има колку сакаш осудени од кај нив во позатвори, да не зборувам за... Се водат судски процеси, тие има, дали имат или немат различица, тоа оставаме на судските... Има, не се водат судски процеси. Се водат и судски процеси, имаат осудено. Гордана Јанкуловска, Миле Јанакиевски, министри се осудени. Погрешиле си лежат затвор. Да не зборувам. Па нормално, значи е криминална политичка партија. Што има тука? Ама не можете партијата да ја сведете на основно на еден човек. Не сакам да испаѓаме ние дека сме адвокати на партијата, затоа ве молам да не влечите кон таа патека. Да продолжиме. Еве влечиме, вие немој да ги браните, бе молам. Гледам никако, тоа не ме интересира. Тие све што ќе познесат, тоа е само колку да се поднеси. Јас све што ќе кажуваат во идни на овие партии, што испомнав, што нудат добри работи, тоа е само лага. Еве, 33 години се на власт, 33 години прекрасни програми имаат и цело време не лажат. Така тоа мене ништо не ми значи од нив што е понудено. Толку. Значи да ви одговорам на неколку прашања што ме прашавте. Прво, не мислиме на сите лекари и сестри, мислиме на луѓето што се во онкологија и што го праве. Број 1. Број 2, значи кога зборуваме за политички партии, ова не е што ни се случува во онкологија само под водството на ДУИ и на СДС. Нашето државно здравство се уништува 33 години од независност од 91 година. Во кои се уклучени тука и секојаш владеат, секојаш се на власт и СДС, ДПМН, ДУИ со нивните привесоци. Тоа значи не се случило овие бидејќи сега излезе на виделина, во последно време Фокус го форсира и некои други портали. Значи, нашето здравство е уништено и ние имаме доста лекари, не се сите, честна, многу, имаме добри лекари, медицински сестри, медицински персонал, но доволно таа мала група што го прави, што зема мито. Ние сме сиромашни, не сме кој Америка и Германија, Австралија, да има високи стандарди, па ни бараат не секој лекар, ама има доволно, што бараат мито и самите лекари, нивните колеги, што се честни сестри, вика, ние се страмиме, овие се злосторници, вика, што го прават. Значи да расчистиме, а втора работа е ДПМН, имаше министри по здравство, владееше и денес владее ДПМН, има повеќе од 40 градоначалници, тие секогаш владеат, независно од дали ја држат централната власт или ја држат локалната власт. Значи, ова здравство е уништено во последните 33 години, благодарение на СДС, ДПМН и ДУИ, и на нивните министри се разбери и политичари. Да биде јасно свето да не се лажи. ДПМН е тоа што го кажав. СДС е тоа што го кажав. ДУИ е тоа што го кажав. Луѓе, не навивајте за никого. А како демократи ќе дојдат? Со помош на народ. Ние единствени сме во коалиција со народ. Јас потекнав од народ. Живеам 6 години во Македонија, Битола, Скопје, живеав повеќе од 30 години во Америка. Не дојдов овде да заработам некој стан.
Дојдов овде да му поможам на македонскиот народ и на другите народи и народности. Дојдов да тргнем овие криминални политички банди, независно од која политичка криминална структура потекнуваат. Сите имаат осудени, затоа зборувам за нив, не зборувам за индивидуалци, за имења, а ќе зборувам секогаш и зборувам за тие што се осудени, можам слободно да кажам дека се криминалци. Значи, никогаш не зборувам само генерално, ја кажувам вистината и независно од тоа, затоа ова го кажуваме и ќе дојдеме и ќе ги победиме, независно колку овие моćни се, затоа што на народот му е преку глава. 33 години си селија младите, гледате во Австралија, Америка и други држави, Германија, нашите млади повозрастни и стручни кадри ни заминуваат. Македонија самата од себе ќе се уништи ако продолжи овај тренд на иселување масовно, а ова се вика протерување, благодарение на овие сите политички структури. Нема кого да бранам, нема кого да напаѓам. Ако беа кој што треба, сигурно немаше јас да се занимавам со политика. Пред се, јас не сум политичар, нека знае светот, нека знаат сите, дека јас се занимавам со политика од макао што бев принуден и не сакам да идам слеп при очи, глув при уши и нем при уста. И никогаш нема да дозволам да го газат македонскиот народ повеќе и другите народни народности во Македонија и да не ја газат нашата убава Македонија. Овие криминални политички структури и нивните криминални банди. На протестот во понеделник беше организиран од одредена група на граѓани и тие повикаа точно во протестот може да присуствуваат сите, дури се разбира членови на политички партии, само да немаат знаци, да не носиме знамења или мајици и така натаму. И тоа се случи. Јас сум граѓанин на Македонија. Да се разбериме едно. Значи, јас имам право да протестирам независно што сум председател на политичка партија Демократи. Ние овај протест, што сега се случува за онкологија, ние пред месец дена и повеќе имаме протест против уништеното здравство, против властите што го уништуваат и сите претходни што го уништуваат здравство. И тука спомнавме и за онкологија, значи зборувам пред месец и пол пред да се случува протест и му даваме целосна поддршка на сите. Не се работи само за болните и за ова злосторство што се случи во онкологија, се работи за болните, за сите болни. Значи ние имаме луѓе од 135.000 во Македонија заболени од шеќерна болест, а тие луѓе немаат основни прво немаат инсулин на време, некој чека со недели, нема инсулин, тендерно не работи, немаат игли да се поцкаат, немаат тие што му се мали, како се, не знам точно како се вика, значи инструменти да ја мерат крвта, шеќер во крвта и така натаму. Значи ние како демократи се бориме, но се зборувам јас како граѓанин. Господјата што кажа, таа си кажа, тоа си е незино мислење. Но нема никој право некого да забрани да излезе на протест. Гледате кои се на власт. Значи тука во ова цела приказна на онкологија, јас кажав, ова се влечи 32-3 години, дојде до ова и во други, верувајте, не само онкологија, вакви најверојатно работи не се склучуваат, уште не е откриено, но знам дека се земаат пари, веројатно може да и лекови му продават, но тоа е друга приказна. Значи нема да ги најде правдата затоа што не се работи само за лекарите и сестрите што биле и други луѓе што помагале во ова приказна. Да се продаваат лекови, не знам, на црниот пазар, према што напиша Фейсбук во Косово или не е битно да му се продава на пациентите тука. Ние тука имаме вклучено функционери. Од министри до влади, до пратеници, значи тука се вклучени. Значи не векам дека тие ги делеле парите, бидејќи немам податоци, но тие доведоа до оваа ситуација. И што е уште поопасно, власта, мавара, независно сега или пред 5 години или 10, ако ова се случувало 20-30 години и сега се открило, не значи дека не се случувало порано. Значи ние дозволивме, не јас, не вие, значи дозволија власта, пример, да не го ово открие на време и да не го пресече, да го уништи, просто кажано. Ова е, што ни се случува во онкологија, е полошо него Менгеле, тој злосторник што правеше во Втората светска војна. Ова е нешто што
Ни монструми можда не е прав збор да се употреби, што колку луѓе, илјадници луѓе не умреа во онкологија болни од канцером. Замислете. Значи, тука се пикнати и политичари, и власт, и секој што не се извршија работата и фактички не верувам дека ова влада ќе го истера. Да, ќе се затвори некој лекар, некоја сестра, толку и така ќе се заврши како и секојаш. Македонија 33 години е сигурно оди во бездна. Уништувана од сите владеачки партии. Значи, пак ќе кажам, владеачките партии секојаш владеат. Дали преку локално, на локално ниво, со нивните градоначалници, советници или на централно ниво ја држат власта со министри и така натаму, а и тие се разбрима. Македонија има потреба од честна политичка партија, од честни луѓе со работно и животно искуство, кои што се доволно возрастни да направат промени и сакаат да направат промени, бидејќи ако оставиме Македонија на овие трите политички криминални партии кои што досега водеа со нивните полтронски привезоци, Македонија тотално ќе се уништи. Значи има потреба и затоа ја формираме пред 5 години, дојдов пред 6 години од Америка и одлучив да се борам против ова зло. Втора работа е, видите вака, да обстанеме на политичката сцена, секогаш ме прашуваат граѓаните, народо, како точно ќе обстанеме, бидејќи требало премногу пари, милиони, милиарди наводно за да се занимава со политика и да ги победиш овие владеачки партии. На демократи, прво потекнавме ние од обичниот народ, јас цел живот се занимавав во Америка со бизнеси, во филмската индустрија, бев и известно време и тениски тренер, бев и карате тренер, јас бев врвен каратиста, многу пати првак на Југославија, во поранешна Југославија, бев трет во Европа, пети во светот со репрезентацијата на поранешна Југославија во карате. Значи, секојаш сум се трудел на еден поштен начин да стигнам негде, кога заминав за Америка, работев нон-стоп, како и вие што знаете во Австралија. Кај нас, за жал, овде се гледа, да не зборувам за политичарите, одредена група нивни помошници гледаат само да дојдат до некое си богатство, до имот со крадење. Не се мисли нормално да се работи. И нас пишуваме на страницата, кој сака може да донира, бидејќи сме ние честна партија. Ние не сме политичари, се занимаваме со политика. Јас никогаш нема да бидам политичар, но ќе се занимавам. И нашите луѓе, кои што се во раководството, тоа се честни луѓе како мене, повозрастни, имаме и млади луѓе, се разбира, да се избориме, да се спасиме Македонија, да се избориме, да креираме функционална држава и тоа ќе го постигнеме, затоа што, пак ќе речем, ние потекнуваме од народот, кај нас има македонци, има албанци, има турци, има власи, има бошњаци, срби, ние сме граѓанска партија. Ние не сме национална партија и ние сме против што се дозволе во Македонија да имаме партии по националност. Во Македонија може само да имаат партии на Македонија. Во Македонија има критична маса, само за жал во овие последни 3 децени народот, слободно можам да кажам, е осиромашен, отчинет, понижен, исплашен. И ние како демократи работиме секојдневно на терен и користиме социјалните мрежи, затоа што повеќето медиуми, поголеми телевизиски куќи и национални, нема тотално блокирано, бидејќи таму не можеме да ја кажеме нашата програма, нашите цели, како и многу други, можда политички партии, поединци паметни, кои што би можеле да предложат нешто добро да се промени во оваа ситуација како што сме, треба се тука паметни луѓе да смениме. Значи, ние, како што кажам на почеток, единствен сојузник го гледаме народот. Не очекуваме на овие следни парламентарни избори да освоиме 67 пратеник. Ние очекуваме да освоиме пратеници, работиме на формирање на блок со одредена група на луѓе, партии честни, да кажам, ако веќе постојат такви, и ќе видиме што ќе се случи.
Но целта ни е, се разбира, да се влезе во собрание, со што повеќе пратеници. Кој ќе дојдеме, кој ќе влеземе, значи ние не правиме коалиција ни со овие трите владеачки партии кои што владеат 32-3 години, не смееме, бидејќи со тоа му даваме легитимитет. Од кој ќе добиеме ние пратеници, ќе размислиме и ќе донесеме одлука, господине Треновски. Така да, тоа е нашата размислување и веруваме Така. длабоко дека народ се пробуде и ќе промени менталитетот и ние како луѓе пред се, како демократи, сакаме и го кажуваме тоа сегде дека не треба од никого да се плашиме. Програмата е слична нешто, ние секогаш сакаме и додаваме нормално и пред избори и ќе додадеме на нешто на програмата. Програмите на сите политички партии се прекрасни, затоа што нормално со тие програми веќе 32-3 години доаѓаат на власт, но за жал од тоа ништо не се исполнува еден мал дел. Ние како демократи, пред се како луѓе, сакаме да бидеме реални. Значи, како можеме нашата програма да оствариме, се разбира со влегување во собрание и да бидеме дел од владата. Затоа реков, кој ќе дојдеме во собрание, ќе одлучиме со кого ќе правиме коалиција и под кои услови, бидејќи ние имаме одредени точки кои што мора да се исполнат за да направиме коалиција со некого. Ако не, тоа ќе се останеме во опозиција, додека еден ден народот не ни даде 61 пратеник. Прво изборите не ги сметаме дека беа легитимни, сметаме дека беа криминални. Повеќе причини за тоа има. Ние се бориме да се промени криминалниот изборен законник. Значи, без промена на криминалниот изборен законник, на овие владеачки партии му дава огромна предност. Тие одење на избори под овие услови како да одиш во касапница. Значи, ние во Македонија не сме имале легитимни избори. Све се краде, све се местат. Еве ќе ви кажам еден пример, зошто, само еден пример да не должам, зошто се нелегитимни. Тие ги заплашуваат, сите политички партии користат метод на заплашување. Ќе ви збркаме работа, вработени околу 150-200 хиljadi во јавната администрација, брука невидена, на 1,5 милион народ, и ги заплашуваат. Значи, доволно е закани. По тоа ги сметаме нелегитимни, а да не зборувам за многу други точки. Се бориме да се промени криминалниот законник, се разбира сега итно, но ние немаме пратеници доволно да го изгласаме и тоа е нашата борба да го слуша народот Македонија и да каже овие луѓе зборуваат нешто не за нив само да биде во наша корист, за демократи, да биде корист за едните генерации. Значи, ако немаме ние фер и демократски изборен законник, тогаш секогаш на власт ни доаѓаат криминалци, политичари криминалци, бидејќи тие ги спроведуваат. И затоа сакаме да воведеме една изборна единица, отворени листи, без праг, подеднакво финансирање на изборите, подеднаква застапеност на легитимните. Замислете ние. Да, благодарам. Значи, нашата верба, доверба е во народот. Народот, ако ни ја дај довербата, добро, ако народот понатамо продолжи да ги избира овие криминални структури, тоа е нивна желба и тоа е тоа. Так. Политичките партии се финансираат на основа колку пратеници ќе добијат и на основа колку пратеници имаат во собрание. Преку годината, во 4 години, кога некој е на власт, партијата што има најповеќе пратеници, тие добиваат, пример, по 1,5 до 2 милиони евра за финансирање на нивната редовна дејност во годината. Исто добиваат за нивните аналитички центри, донесен за закон, дека првите 4 партии кои што имаат најповеќе пратеници, независно петтата дали има 20 или 10, нема да добива аналитички центари, пример ТПМН, СДС добиваат околу по 200-300 хиljadi евра годишно на тоа. А помалите партии, пример, добиваат 0 или добиваат 10, 20, 50, 30 хиljadi. Со тоа што зборуваме за партии кои што постојат повеќе години. Ако сте сега партија нова, тоа нема ништо. И второ, што е уште поважно, значи на избори кога одиме, што се прави? 97% од парите, ако има 10 милиони, пример се, време трајање за да се емитува на телевизија, ние имаме по некоја секунда, тие имат со минути,
А за парите 90% тие ги добиваат сите партии што имаат своји представници. Сега да прашаме едно прашање, ние почнуваме со нови избори. Треба се да се почнува од нула, сите што се во трка за гласови и што учествуваат на изборите треба да добиваат подеднаква сума на пари. Како тоа? Тоа било порано. Колку вие сте имале, сега почнуваме од нула. Ова не го зборуваме демократи да добијат 50, 100, 200 илјади. Ние зборуваме за идните генерации. И тука го гледам проблемот и она што го кажав. Изводливо, како беше изводливо да се промена, да се прошират по општини, бидејќи беа помалку општини, па станаа повеќе. Ова е изводливо, бидејќи ние ќе се бориме со сите фактори, независно од која нација, националност, политичари доаѓаат, дека ние да изградиме на демократска, пред се слободна, економски и правна држава, мојтна, бидејќи Македонија е мала држава, знаете, многу малце народ, имаме, лесно се менаџира ако дојдат честни луѓе и професионалци, тогаш ќе се избориме, зошто да не. Значи, можда во политичарите имаат многу луѓе кои што, еве, и краделе, пустошеле, но има и честни луѓе кои што, независно по вера, нација, сакаат заеднички да живееме, да направиме една држава. И ние веруваме во тоа. Нема друг начин, ако не веруваме дека тоа можеме да го направиме, тогаш нема потреба ние да се занимаваме со политика. И овие сите ветувања се реални. Самата кажавте, господјо, дека и други партии се залагат. Хајде да видиме, ако е тоа вистина, тогаш ќе коалицираме со тие партии кои што се залагаат за овие промени, или ќе соработуваме во најмала рака и ќе ги донесеме тие промени, ако кога ќе демократи се разбира, имаме пратеници во собрание, без тоа не можеме ништо. Ова е само на хартија што рековме. Значи, верувам во овие сите промени. Зошто ова го кажувам? Не го правиме ние овие како демократи за демократи партијата да добие 80 пратеници и да има апсолутна власт. Го правиме ова, значи предлагаме промени кои што ќе бидат вековни за наредни 1000 години. Бидат уставите на некои држави не се менуваат со стотици и стотици години, кај нас Патал го направи уставот. Значи, јас се сложувам и верувам во се што нудиме дека може да се оствари. Демократи сами не можат, но заеднички со другите пратеници можеме да направиме чудо. И затоа реков, ние можеме коалиција да правиме од после избори, кога ќе имаме пратеници, но под одредени услови. Еве се конкретно за овие. Ако се сложиме со одредена политичка партија што има пратеници, повеќе од нас се разбира и да има, ние ќе седнеме и ќе кажеме, под овие услови коалицираме. Ако работиме, еве ти еден пример сега со Бугарија, да не навлегувам, ти имате прашања други, што е, значи ние како демократи викаме итем прекина преговорите со непријателска Бугарија. Бугарија не е нас пријател. Ова никој не го кажува. Итем прекин, итем распуштање на комисијата за ова. И така натаму. Тоа е тоа. Веруваме и мора да веруваме. Видите, ние не се формиравме да одиме да му бидиме некој привезок на, како што спомна, некои поголеми партии. Ние сме опозиција, ние се бориме против нив. Ние, пак ќе кажам, дека на овие партии денот му се наближува да ги пуштиме во мрачната македонска историја. Ние како демократи не сакаме овие партии да ги вртиме една па друга, гласајте за помалце злосторничка партија или поточно кажано гласајте за помалото зло. Ние се формиравме да бидеме фактор број 1 во Македонија и еден ден тоа ќе постигнеме со помош на народот, на македонскиот народ и сите други народи и народности на кој му е преку глава од овие сите партии. Хубаво кажавте статистички податоци, но секојдневно и годишно кој ќе гледаме на овие партии бројот му опаѓа. Последниот пат му опадна драстично. Така да тие не само што одредена група веќе ни се приклучуваат сега од овие партии, туку има група на луѓе што не гласале или никогаш не гласале или нема да излезат на гласање. Тие не се можна гласачко тело. Чекор по чекор ќе освојуваме пратеници, чекор по чекор ќе се бориме против сите кои што нема мислат добро на Македонија. Ако го променат правецот,
овие политички партии се разбира, ние, како што реков, откој ќе добиеме претеници, ќе разговараме под услови наши, не нивни, и ќе влеземе во коалиција. Ние воедно веруваме. Не треба да бидеме на власт, затоа што ако ние одиме и се продаваме како што се продаваат тие 60-50 мали политички партии кои што влегуваат во коалиција, а вие знаете дека нивните председатели ќе добијат нешто или партијата ќе добие некое место, некое советниче, некое се задоволуваат, се разбира нешто поголемо, како што е пратеници, тие фактички никој од нив не му мисли добро на оваа држава, на Македонија, на народ. Македонскиот народ и македонските граѓани. Демократи ќе го продолжат овој пат. Ние сме во коалиција со народот, ќе успееме, независно колку изгледа тоа тешко, невозможно, и секогаш пак ќе кажам дека ние не сме против ни една партија, независно што овие уништувале досега. Ако тие во иднина сакаат што ние предлагаме да го остварат, зборуваме да се промени криминални изборен законник и сите други работи што треба да се направат, да се уништи овој политички криминал, митото, корупција, да се врати богатството што е украдено. Ние, кога зборуваме за законите ги променеа, ние предлагаме вака. Ние предлагаме за вакви луѓе кои што украле огромна сума на пари, а не се работи дека украле милиарди. Гледате, со тоа индиректно тие убиваат стотици илјади луѓе, ги осиромашуваат, од стресот луѓето умираат во Македонија, здравството ни го уништија, болниците здравствени, јавните установи ни ги претвори во мртовечници. Гледате што ни се случува во онкологија и на други места. Значи, уништуваат се. Индиректно тие се убици. Луѓето што ги крадат парите, наместо да се градат болници, наместо да се плаќат повисоки плати за доктори, лекари, за медицинскиот персонал, тие индиректно нас не убиваат. Мајка ми, татко ми на болнице, и лекарите што беа не сакаја да ги примат. Јас бев тамо лично пред година дена, сега на 16 година дена ќе правим. Ме убедува хирурго и кардиолого дека не да си ја земам дома за 3 дена, ќе да дојде и све е окей, тоа е некоја водена жлезда, глупости ми кажува. Само да ми избрка од болницата. Луѓе, јас сум свесен човек. Знам, интелигентен. Јас го молам докторот да остави, да остани. Жената може да добие, замислите, гангрена. Другиот ден паѓа дома во несвест, носиме за 5 дена, умира, тој пишува гангрена. Пример во ова. Верувајте ми, јас ова го кажувам од срце и од душа. Јас немам никаква потреба да се занимавам со политика. Јас сум пред се човек, спортиста, бизнисмен, мене не ми треба политика. Ама новие години, еве, маката што викам ме натера и заедно со сите од демократи и народо ги сваќам луѓето и тоа е точно, но ние треба не да ги убедиме луѓето, да им кажеме што е, каква е ситуацијата и дека не треба да се разочаруваат. Оти многу луѓе викат, јас поќе не излегувам на гласење, ако се нека пропадне. Тоа е погрешна одлука. Ако ние не излеземе на гласење, нормално, ако не излеземе на гласење, ако не се бориме за подобро. Демократи не се борат против никого, некого да уништиме, не. Ние се бориме за подобро на Македонија, македонскиот народ и македонските граѓани. И да ни живее Македонија, да живее народот, тоа е најважно. Да живее убаво. Доста е вакова мачење, вие сте Австралија, јас Америка, ние сме Америка, Австралија се богати земји, имаат систем. Овде нема систем. Овде кој дојде на власт, мисли дека ова е нивно, буџето народен е нивен и сега може да кради. И тоа го слушам помеѓу политичари. Ќе скапат по затвори. Еве порака му пуштаме од демократи, тие што се огрешени ќе си скапат по затвори. Јас порака упатувам да се обединиме сите честни македонци. Со нечестен македонец не се обидиме. И не можеме да се обидиме. Тие што пустеа, уништуваа, крадеа, распродаваа, разнебитуваа 32 години, нема да му простим. Тие треба да завршат по затвори, да се одземе нивното богатство. И само така Македонија ќе оди напред, затоа што не е во прашање само СДС, туи во прашање се и ДПМН. Да ни е вечна и вековита Македонија, да ни е вечен и вековит македонскиот народ и македонските граѓани, да ни живее Македонија.